Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во денешното проучување ќе продолжиме со обработка на глава 5 од Евангелието според Матеј. Минатиот пат не стигнавме далеку, само до стих 5, но мислам дека денес малку ќе го забрзам темпото и ќе го обработиме по големиот дел од оваа глава. На овој дел од Евангелието му е потребна внимателна обработка, бидејќи беседата на гората е исклучително важен говор, кој за жал некои луѓе го толкуваат погрешно, го злоупотребуваат и со тоа си нанесуваат штета себе си, а и на другите. Овој говор треба да ни помогне да го разбереме небесното царство, но уште повеќе срцето на небесниот цар. Ќе продолжиме со читање на блаженствата. Предходниот пат застанавме кај ова блаженство. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Ова е еден од стиховите што често се разбрани погрешно. Кротоста не е нешто што вие и јас можеме сами од себе да го произведеме. Не се постигнува со своји сили, туку со силата на Светиот Дух. Тој е единствениот што може да направи кротоста да биде духовен квалитет во нашите животи. Всушност, во посланието до галатјаните, апостолот Павле вели дека токму кротоста е дел од плодот на Светиот Дух. Тоа значи дека христијаните треба да бидат познати како кротки луѓе. Ветувањето што Господ Исус го дава за таквите е дека тие ќе ја наследат земјата. Со други зборови, тие ќе бидат сонаследници со Христос. Што се однесува до блаженствата, сакам да напоменам дека преку нив Господ Исус Христос ни кажува кон што треба да се стремиме. Тие квалитети ние не ги поседуваме, туку треба да ни бидат дадени. Например, ние може да се трудиме да бидеме кротки во своји сили и предпоставувам одреден период ќе ни оди добро. Но, тој така наречен успех во практикување на кротоста многу брзо ќе стане причина за горделивост. И со тоа, наместо духовно да напредуваме, ние ќе уназадуваме. Токму затоа ни е потребна силата, помошта и водството на Светиот Дух, бидејќи кога тој е изворот на кротоста, ние нема да имаме повод за пофалба. Стих 6. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Што е со телесните луѓе? Дали тие гладуваат и жеднеат за правда? Јас не сум сретнал таков човек. Слушнете што вели Павле во 1 Коринтјаните, глава 2, стих 14. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот Дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере, зашто тоа треба со помошта на Духот да се испита. Искрените христијани знаат дека Христос е нивната правда и дека тие се оправдани преку неговата смрт и воскресение. Како такви, тие се гладни и жедни да ја видат Божјата правда, спроведена во нивните животи, но и во светот. Стих 7. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Ова е многу убава изјава, која исто така често е погрешно разбрана. Исус не сака да каже дека ние можеме да ја заслужиме Божјата милост, така што ќе бидеме милостиви кон другите. Во Тит, глава 3, стих 5, апостолот Павле вели: не спаси, не затоа што со нашите постапки тоа го заслуживме, туку затоа што тој е милостив. Со силата на Светиот Дух не изми, не препороди и направи од нас нови суштества. Ние сме повикани да бидеме милостиви, бидејќи веќе ни е покажана Божјата милост. Слушнете што вели апостол Петар во 1 Петрово, глава 2, стихови 9 и 10.
но вие сте избран народ, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Вие, кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи. Вие, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Продолжуваме со читање. Стих 8. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Секој искрен човек ќе признае дека неговото срце не е чисто. Како може ние, луѓето, кои сме грешни, да имаме чисти срца? Слушнете што вели Господ Исус во Јован, глава 15, стих 3. Вие сте чисти преку зборот кој ви го проповедав. Тоа е единствениот начин на кој можеме да ги исчистиме нашите срца. Преку Господ Исус Христос, преку Неговата смрт и Неговите зборови. Продолжуваме со читање. Стих 9. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Можете ли да ми спомнете барем еден миротворец од светот кој го познавате? Предпоставувам дека не, бидејќи такви луѓе нема. Оние што владеат со државите и народите не можат да се наречат миротворци. Само Христос е вистински миротворец, бидејќи не помири со Отецот преку својата жртва. Во Римјаните, глава 5, стих 1, апостолот Павле пишува: оправдани преку верата, ние имаме мир со Бога, преку Господ Исус Христос. Продолжуваме со читање. Стих 10. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. Примената на ова блаженство е многу јасна. Во овој живот, оние што сакаат да се водат и живеат според Божјата правда, ќе бидат гонети. Предпоставувам дека оваа идеја не е ништо ново за вас, зарем не? Сигурен сум дека познавате луѓе што се гонети само затоа што од љубов кон Бог живеат праведно. Но ветувањето е дека кога Царството Небесно ќе дојде во сета своја полнота, тие луѓе ќе го наследат. Стихови 13 и 14. Вие сте солта на земјата, но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се соли? Таа веќе не е за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Кажувајќи ги овие зборови, Исус на некој начин ги идентификуваше своите следбеници, меѓу кои сме и ние. Тој вели дека сме сол, но исто така и светло. Ова се однесува на сите искрени и вистински христијани низ вековите. Но предпоставувам забележавте дека овој стих доаѓа и со одредено предупредување. Господ Исус зборува и за солта која го губи својот вкус. Не сакам да критикувам, но сметам дека ова е еден од главните проблеми на многу христијани денес. Тие го изгубија својот вкус. Се помалку на број се оние христијани што се како сол со вкус, која и тоа како му е потребна на овој свет. Кога Исус ги нарекува своите следбеници солта на светот, тој сака да каже дека како што солта влијае на вкусот на јадењето, така и христијаните треба да влијаат врз луѓето околу нив. Потоа вели и: вие сте светлината на светот. Во Евангелието според Јован, Исус за себе вели: јас сум светлината на светот. А тука вели дека неговите следбеници се светлината на светот. Всушност, ние сме светлината на светот поради него, бидејќи тој живее во нас. А на овој свет, кој живее во духовна темнина
и тоа како му е потребна духовна светлина. Светлината е потребна каде и да одите, во вашето соседство, на работното место, помеѓу пријателите и така натаму. Кога го споделуваме Божиот збор пред другите луѓе и кога го живееме истиот, ние всушност ја покажуваме Христовата светлина. Тоа не значи дека во секој разговор ние треба да зборуваме само за Господ. Но, сепак треба мудро да ги препознаеме моментите кога можеме да го споделиме Евангелието со оние што се уште живеат во темнина. Постојат многу начини на кои можеме да ја споделиме светлината, а нам ни е дадена не само да ја имаме, туку и да ја споделуваме. Стих 16. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Либералните теолози и христијани на беседата на гората и пристапуваат од антропоцентрична, а не од теоцентрична перспектива. Односно, тие веруваат дека во суштината на овој говор не е Бог, туку луѓето. Но, ако навлезете во суштината на оваа беседа, ќе сватите дека Бог е во нејзиниот центар. Слушнете што вели стих 16. Така, нека свети пред луѓето вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да ве прослават вам, да ве тапкаат по рамото и да ви кажуваат пофални зборови. Тоа ли го пишува во Библијата? Се разбира дека не. Господ Исус вели дека нашата светлина треба да свети пред другите луѓе со цел тие да го прослават нашиот небесен татко. Беседата на гората е теоцентрична. Таа се однесува пред се на Бог, а потоа на оние што веруваат во Него. Повикани сме да правиме дела поради кои другите ќе го прослават Него. Ова е нешто за што секој искрен христијанин треба сериозно да размислува. Слушнете што пишува во стих 17. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Кога Господ Исус зборува за законот и пророците, тоа се однесува на целото писмо, односно на оној дел од писмото што ние, од денешна перспектива, го нарекуваме Стар Завет. Како Исус го исполни законот? Така што го почитуваше во се. Нема ниту еден закон или принцип даден преку Мојсей или пророците кој Исус го прекрши или не успеа да го исполни. Божите стандарди не се промениле, тие важат и за нас денес. Нашиот проблем е што не можеме да ги исполниме онака како што Исус го стори тоа. И затоа ни е потребен Спасител. Потребна ни е милост, која ја добиваме преку вера во Христос. Забележете што пишува во стих 18. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. Иако не можеме да се спасиме преку пазењето на законот, бидејќи не можеме целосно да го извршиме, тоа не значи дека треба да го отфрлиме како стандард. Божјиот закон ни открива дека ние не можеме да му угодиме на Бог, дека сме грешни и духовно паднати суштества. Божјиот закон ни открива дека ние не можеме да му угодиме на Бог, дека сме грешни и духовно паднати суштества. Токму затоа, Божјиот закон ни ја открива и потребата за крстот на Христос. Стих 19. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. Се разбира,
Не можеме да живееме спротивно на заповедите и да се извлечеме со тоа. Во овој стих Господ Исус зборува за нашиот однос кон законот и при тоа кажува дека ќе има последици, како за оние што го почитуваат законот, така и за оние што не го прават тоа. Стихови 20 до 22. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Сте слушнале дека им било речено на старите: не убивај, а кој ќе убие, ќе биде осуден пред судот. Јас пак ви велам, дека секој што се гневи на брата си без причина, ќе биде осуден пред судот. А оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде осуден пред Врховниот суд. Оној пак што ќе го нарече будала, ќе биде осуден за во пеколот. Ова се навистина сериозни изјави. Исус вели дека секој што без причина му се гневи, односно лути на својот брат, е виновен. Што мислите? Виновни ли сте вие за овој грев? Мислам дека одговорот е јасен, зарем не? Ако за прекршувањето на законот следува казна, тогаш сите ние ја заслужуваме Божјата казна. Ако заслужуваме казна, тогаш имаме потреба од некој кој ќе не извлече од таа ситуација, а тоа е Господ Исус Христос, нашиот Спасител. Некој можеби ќе рече: јас не се лутам на луѓе без причина, ниту пак некого сум нарекол будала без причина. Во ред, ако сметате дека не сте виновни за тој грев, ајде да продолжиме со читање и да видиме што мислите за следниот грев за кој зборува Господ Исус. Слушнете што се вели во стиховите 26 до 28. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму се додека не ја дадеш и последната пара. Сте слушнале дека на старите им било речено: не прељубодејствувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прељуба со неа во срцето свое. Што мислите за овој грев? Јас со години зборувам дека никој не може целосно да го пази законот. Поради тоа, едно неделно утро, после богослужба, ми пристапи еден крупен човек, кој ми се чини дека беше видно вознемирен од моите зборови. Ми рече: постојано велиш дека никој не може да го пази законот. Сакам да знаеш дека јас го пазам Божиот закон. Патем, тој припаѓаше на еден култ, но повремено ги посетуваше и нашите неделни богослужби. Му реков: навистина го пазиш законот во целост? Тој ми одговори: се разбира, и мислам дека треба да го знаеш тоа. Му реков: во ред, ајде да видиме дали е тоа навистина така. Му ги цитирав зборовите на Исус што предмалку ги прочитав, дека оној што без причина му се лути на брата си или го навредува е виновен. Ми одговори дека не е виновен за тој грев. Потоа му реков: што е со Исусовите зборови дека секој што ќе погледне на жена со желба е виновен за прељуба? Погледни ме во очи и кажи ми дека никогаш во животот не си го направил тоа. Човекот секако беше црвен во лицето. Предпоставувам дека таква му беше природната боја на кожата. Но кога му го кажав ова, тој се вцрвени уште повеќе, се сврте и си замина. Поентата ми е дека никој не може да го исполни тоа што е запишано во законот, ниту пак тоа што е кажано на беседата на гората, која патем е говор со кој во одредена смисла се толкува значењето на дел од законот. Стихови 29 и 30. Ако те наведува на грев десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И десната рака, ако те наведува на грев,
и сечија и фрлија од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Ова е навистина сериозно предупредување кое сериозно треба да го сватиме. Мислам дека секој од нас барем еднаш во животот се нашол во ситуација во која неговата рака или око го навело на грев. За нас е подобро да се соочиме со таа реалност и да ги признаеме нашите гревови, за да најдеме милост. Во спротивно, ќе живееме како лицемери, тврдејќи дека сме добри и праведни луѓе, а всушност, длабоко во себе сме грешни и опоганети. Мојата намера не е да ве тапкам по рамото и да ви кажам дека сте супер. За жал, во некои цркви и помеѓу некои христијани тоа се случува. Но, таквиот однос нема да ви помогне да напреднете во верата и светоста. Ние сме грешни луѓе и затоа ни е потребен спасител. Тебе ти е потребен спасител. Поентата на беседата на гората е да ни укаже на нашата потреба од Христовиот крст и да не поттикне да бараме милост. Тоа е правилниот начин на кој треба да му пристапиме на законот, а и на беседата, така што ќе признаеме дека не можеме да го исполниме и ќе поверуваме и ќе се надеваме на оној кому тоа му успеа. Продолжуваме со читање. Стих 32. А јас пак ви велам, секој што ќе ја остави својата жена, освен за прелюба, тој ја тера да прелюбодејствува, и кој ќе се ожени со така напуштена, тој прелюбодејствува. Во овој стих Господ Исус всушност дава една оправдана причина за развод, а тоа е прелюбата. Нема детално да навлезам во овој стих и тема, бидејќи за прелюбата и разводот ќе зборувам повеќе кога ќе дојдеме до глава 19 од ова Евангелие. Сега само сакам да нагласам дека според учењето на Господ Исус постои една оправдана причина за развод, а тоа е ситуација во која еден од сопружниците извршил прелюба. Но, ако некој ја остави својата жена, а тоа да не е за прелюба, тогаш тој човек ја тера да прави прелюба доколку таа стапи во брак со друг. За жал, живееме во време во кое луѓето одлучуваат да се разведуваат поради честопати банални причини. Стихови 33 до 35. Сте го слушнале уште и тоа дека им било речено на старите: не колни се криво, а заклетвите пред Господ исполнувај ги. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, зашто тоа е престол Божи, ниту во земјата, зашто таа е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Што сака да каже Господ Исус со овие зборови? Тој не поттикнува да имаме таков интегритет, што нема да има потреба да им се колнеме на другите, се со цел да ги убедиме дека ја зборуваме вистината. Се сеќавам дека кога бев мало дете, татко ми еднаш отиде во локалната банка да земе пари, а дури после 2 дена се врати да потпише дека ќе ги врати. Предпоставувам дека во тоа време луѓето повеќе си стоеа на зборот и си веруваа едни на други. Знам дека денес ниту една банка нема да го направи тоа за било кој. Но, поентата на Господ Исус е дека во сите околности и ситуации, ние како Божји деца сме повикани да си стоиме на зборот и другите да не знаат како луѓе со интегритет. Стихови 36 и 37. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно, но зборот ваш да биде да, да или не, не, а се што е повеќе од тоа е од лукавиот. Јас лично не им верувам на луѓето кога се колнат, макар и да се колнат во најмилото.
Господ Исус не учи да бидеме луѓе од збор, а не луѓе што имаат потреба да ги убедуваат другите дека ја кажуваат вистината. Стихови 38 и 39. Сте слушнале дека е речено: око за око, зап за зап. Јас пак ви велам, не противете се на лукавиот. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Што мислите за овие зборови? Ви се допаѓаат? Дали ви се допаѓа идејата некој да ве удри по едниот образ, а вие наместо да му вратите, да го завртите и другиот? Пред некое време слушнав една случка во која некој човек со потекло од Ирска бил удрен со бокс по едниот образ. Кога станал, го свртел другиот и го удриле и по другиот. Но, кога станал повторпат, го претепал својот противник. Кога го прашале зошто постапил така, Ирецот одговорил: Господ рече дека треба да го свртам и другиот образ. Но, не кажа што треба да направам откако ќе ме удрат и по вториот образ. Стихови 40 до 42. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и наметката. И ако некој те присили да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не одбивај го оној што ти сака нешто на заем. Замислете да се појавите во банка, да побарате кредит врз основа на зборовите. Не одбивај го оној што ти сака нешто на заем. Тоа би било интересно искуство, зарем не? Исус ги изговара овие зборови пред евреите, народ поробен од страна на римјаните. Некогаш се случувало римските војници да им заповедаат на евреите да прават нешто, да одат некаде или да им земат нешто. Господ Исус вели: не противете се, направете повеќе од тоа што се бара од вас, и со тоа ќе ја покажете големината на небесното царство. Стихови 43 и 44. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен, а мрази го непријателот. А јас пак ви велам: љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат. Правете им добро на оние што ве мразат. И молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Гледате ли колку е висок стандардот на живење во небесното царство? Ние по природа си го сакаме семејството и ги сакаме пријателите. Но ако сакаме вистински да живееме во светло на Евангелието, повикани сме да ги сакаме сите луѓе, дури и оние кои се однесуваат непријателски кон нас. Ако го правиме тоа, ние ќе ги поттикнеме да размислат за пораката на Евангелието. Се разбира, ова не можеме да го постигнеме со своји сили, туку само со Божја сила. Но, ако Бог не повикува кон нешто, тој ќе ни ја даде и силата за тоа. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на глава 6. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.